Студио 1 на ЕДТВ. Се враќаме со нашите предвидени сегменти и програми за разговори во самото студио. Но пред да почнеме со мојот следен гостин, мислам дека на линија имаме Весна Велкова, која треба да ни се јави од Собранието на Република Македонија. Весна, дали се слушаме? Да, и ве се слушаме Ордановски. Кажете ми, Весна, кажи ни што се случува во Собранието, бидејќи таму неколку паралелни активности се во тек. Да, денеска во Собранието имаше неколку настани, односно неколку информации. Една од нив е дека беше одбиена законот на ВМРО, на група пратеници од ВМРО ДПМН со 59 законот за амнестија, нели, за инцидентите за 27 април, со 59 гласови против и 25 за. Значи, Собранието, односно мнозинството, го одби законот за амнестија за учесниците во собраниските инциденти од 27 Тоа беше најавено, нели? Тоа да не е ништо ново. Таа не е ништо ново, да, но тука имаше една интересна информација дека всушност телото за помирување, ова е друга информација, нели, во таа насока, дека предлог законот за амнестија на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН, оние членови 8 пратеници што се дел од телото за помирување веќе е готов. Неофицијално во законот оваа независна пратеничка група на ВМРО ДПМН предлага преквалификување на делото за директните учесници на сите оние што учествуваа, нели, во инцидентите и целосна амнестија на индиректните учесници. Тоа значи отприлика опфатот што ова тело за помирување, односно законот што го подготвуваат 8 темина пратеници од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. Значи во среда, како што веќе се знае во јавноста, ќе биде првиот состанок на кој ова пратеничка група ќе го представи пред целото тело, нели, кое брои 25 членови, составено со собраниското мнозинство, 8 пратеници на независните ВМРО и, нели, веќе знаеме дека ВМРО ДПМН не учествува во ова тело. Инаку, нашите извори ордановски потврдуваат дека уште трае координацијата меѓу правните експерти и собраниските експерти со пратениците од ова независна пратеничка група. Оттаму велат дека гледаме дека секој ден се случуваат некакви активности кои имаат влијание врз целиот овој процес. Ова го изјавуваат за еден ТВ и токму оваа независна пратеничка група додава дека во среда, освен предлог законот, ќе се знаат и функцијата и надлежностите на телото за помирување. Имам едно прашање. Во меѓувреме во јавноста се протркала низа истории дека поради апсењата кои што беа врзани за господинот Мијалков и за другите обвинети во разни случаи на СЈО, дека е доведено во прашање мнозинството за преспанскиот договор. Имаш ли такви информации, бидејќи ова што го говориш предпоставува дека таму сепак се одвива според оној првичен договор за тоа како би требало да тече таа постапка? Така, ова се информации од независната пратеничка група, тие барем велат дека во оваа насока ќе се одвива. Сега ќе видиме дали ќе бидат прифатени од мнозинството овој предлог закон, нели? Се уште е известно дека треба да се види прво предлог законот за амнестија, дали тоа ќе биде прифатливо за мнозинството. Ќе видиме и мене не ми е јасно што тоа би значило преквалификација на делата, просто дали би можело на тој начин да се интервенира во работата на обвинителството, но веројатно ќе треба тоа некако правно да се образложи. Тие за еден ТВ велат дека се уште трае координацијата меѓу нив и правните експерти. Тука се вклучени и собраниски експерти, но еве зачудува помалку изјавата на портпаролот на СДСМ денеска дадена во Собранието, што некако, ако се подготвени, можеме и да ги слушнеме, што некако оттаму велат дека всушност дека СДСМ не го прифаќа законот за амнестија за насилството на 27 април, бидејќи бараше ослободување на сите насилници. Оттаму велат дека одговорност мора да има, не смее да има насилства за оние кои планирале, но и кои ги извршувале инцидентите. Не смее да има амнестија, да. Предам одржие да ги пуштат изјавите па да видиме понатаму. Доколку, нели, Зоран Заев и парламентарното мнозинство на вистина
и искрено сакаат национално помирување, како што тоа беше напоменато токму од оваа говорница, тоа може да го направат со поддршка на овој закон за амнестија, како што кажав, поднесено од пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата. Овој закон предвидува вистинско национално помирување за сите оние кои што учествувале во настаните од 27 април, а не селективно помирување, како што сакаат да направат премиерот Зоран Заев и парламентарното мнозинство преку така наречената Комисија за помирување. ВМРО ДПМН бараше за мрачните случувања против демократијата и против граѓаните да бидат ослободени од одговорност сите насилници. Тоа е недозволиво. Ставот на пратениците од СДСМ е јасен. Одговорност за насилството на 27 април мора да има. Не смее и не може да има амнестија за оние кои што планирале, нарачале и извршиле насилство на 27 април. Знаеме дека телото за помирување е производ од инклузивноста на процесите во собранието. Очекуваме во најскоро време од нивна страна да произлезат насоките и формите за тоа како би се случувало помирувањето. Да, Орбановски, ова беа изјавите. Доколку имаш прашање, има уште една информација, ја потврдија за нашата телевизија, дека утре во собранието ќе се расправа за одземање на имунитетот, на мандатно-имунитетната комисија. Значи, на Груевски, ни потврдија, да, ова е друга тема, ни потврдија од собраниските служби дека се стигнати 5 предмети од кривичниот суд и дека кривичниот суд ќе бара одземање на одобрување на притвор на Никола Груевски, односно одземање на имунитетот. Благодарам, Весна. Не сум сигурен дека е тоа правовременна реакција и на собранието и на судот, но ќе видиме што ќе се случи. Јас ти благодарам, Весна. Одиме понатаму. Во моментов додека разговаравме со нашиот собраниски известувач Весна Велкова, до мене стигна најново соопштение од Министерството за надворешни работи за еден инцидент кој што со известно задоцнување се извести во македонската јавност, а се работи за нешто што се случи пред 2 вечери, а тоа е за она чудно исчезнување на пограничните бележници на границата јужна помеѓу Македонија и Грција. Па Министерството за надворешни работи вели, во врска со информациите за оштетување на граничните камења на граничната линија на македонско-грчката граница, Министерството за надворешни работи на Република Македонија информира дека представници на македонскиот дел од граничната комисија за сектор 3 и 4, заедно со представници на грчките министерства за внатрешни работи и за одбрана, на 24 ноември 2018 излегоа на терен и констатираа дека се изместени и оштетени гранични камења во должина од дури 12 километри. Инцидентот е потврден и од страна на Министерството за внатрешни работи на Македонија, во тек е постапка за расчистување на случајот и обновување на оштетените гранични камења во согласно со спогодбата за чување, одржување и обнова на граничните ознаки помеѓу двете држави. Навистина чуден инцидент на линија од 12 километри да изместите десетици или дури да ги украдете десетици гранични обележја, тоа не сум слушнал, а при тоа никој тоа да не го забележи, тоа не сум слушнал дека такво нешто одамна се има случено на која била европска граница, ама ете, живи сме, а животот носи разни поуки секој ден. Но ние продолжуваме со нашиот гостин во студиото. Со мене денеска овдека е Зоран Крстевски. Се извинам, Костовски, да. Зоран, се извинам, ние се знаеме 30-40 години, ама презимињава се мешаат. Да. Зоран Костовски, кога иначе го викавме Шваца, не знам дали уште тоа... Се уште ме препознават по тоа, по Петар Шваца. Зоран Костовски е собственик на телевизиска продукција која се вика Мариова филм. Да. И која што во последните 20 на години, Зоран, или повеќе, 20 на години... Значи, вака, пред се благодарам што ме поканивте да бидам гостин во телевизијата Еден ТВ и пред се да ги поздравам моите соселани, кои што јас патувам со меѓу нив веќе 28 години, почнувајќи од далечната 1990 година, па со ден денешен, а продукцијата Мариова филм постои 5 години, како еден сублимант на тие 20 на години кои што... Значи Зоран патува и снима документарци за македонските села.
И тоа заборавени македонски села. Така е, серијалот и се вика Заборавени. Заборавени. Зоране, колку такви документарци, јас само да ја замолам режијата, дека имаме разноразни инсерти од серијата, па може додека разговараме да бидат слободни да пуштат нешто тие инсерти, тие ќе бидат без тон, но ќе бидат убава подлога за ова што ќе го разговараме. Колку документарци се досега снимени и воопшто што е описот на целиот тој голем зафат? Значи вака, за овие 28 години имам направено некаде преку 700 документарни патеписни емисии, од кои што во последниве 5 години некаде околу 230 патеписни репортажи, а не броејќи ги небројните прилози кои што ги кратки репортажи кои што ги дава во македонска телевизија, во А1 телевизија, кои што и ги пишува и во весниците Време, во Агробизнисот, во весникот Бизнис, и така да еден сублимат, значи реков некаде околу 700 заборавени села од ширум Македонија. Зоране, денеска еден од најголемите експерти за селата во Македонија. Знаете што, не би рекол експерт, меѓутоа добар познавач. Што затекувате кога одите на терен? Што се случува со нашите македонски села, низ цела Македонија претпоставувам? Емотивно, веќе емоциите кај мене навираат со ова прашање. Нашите села македонски се празни. Во нашите села македонски нема джагор на деца, нема крштевки, нема свадби. Во нашите села македонски останати се само старците над 80 години, кои што веќе го чекаат тој дел од животот каде што ќе заминат. Колку села вкупно има според вашата проценка Македонија? Според мојата евиденција до сегашна имаме 1984 села. Официјалните податоци велат нешто помалку. Меѓутоа, според податокот што го водеше познатиот антрополог и географ не само во Македонија, туку и не само во балканските простори, туку широм светот, доктор Митко Панов, кај него има 1740 села. Таа разлика е направена затоа што денеска постојат села како што се Ропотово и Жабјани, се во едно, и се заведени како едно село, или еве одека во градот во Скопје селото Влаје, селото Тавталиџе, веќе тие се градски населби и не гравитираат во руралните региони во Македонија, каде што спаѓаат сите наши села. Кој е најголемото село што е денеска во Македонија? Значи вака едно, ако гледаме според Атаро, според овие катастарски документи, најголемо село во Македонија е селото Кривогаштани. Кривогаштани и Прилепско. Прилепско, да. Меѓутоа, ова е едно од поголемите села според население во минатото. Во минатото, ајде ќе го илустрирам моето село Рилево, кој што во Рилево исто така Прилепско, кој што во 1971 година имаше 160 куќи, 1760 жители, второ село по големина после Кривогаштани, каде тоа имаше некаде околу 2500 жители, зборувам некаде пред 50 години, односно пред точно по 50 години, а денеска моето село има 160 куќи, која е празна, која е падната, која е на паѓање и само 30 жители. Тоа е на патот кога ќе тргнете на македонски брод од Прилеп, значи, плодна рамница натаму. Северниот дел на Пелагонија, денеска припаѓа на Довданската општина, на 25 километри од Прилеп, десно од Ропотово. Ете за една мала илустрација да го спознат кај се наоѓа во непосредна близина на Зрзевскиот манастир. Зоран, денеска кога патувате низ овие географски широчини рурални на Македонија, претпоставувам дека кога ќе дојдете во селата на се и се што сте сведок. Знам дека одите од погреби до венчевки, крштевки, ако такви нешто и има, а негдека сте и кум по потреба, па и што се не друго. За жал многу поретко за крштевки. Да, венчавки и крштевки, многу повеќе за параслоси и за погреби. Ми се случи некаде пред 10 години, патувавме со мојот колега Лука Суша во едно убаво живописно село, селото Беловодица, кое што се наоѓа веднаш под превојот Плетвар, непосредно до селото Плетвар, и дојдовме овој да снимаме. Кога влеговме пред селото, патот се делеше во две насоки. Додека се двумевме кој правеч да го кој пат да го фатите. Да, фатиме за да спасаме овој на селото, излезе една бабичка и рече: "Што толку рано дојдовте?" Мојот колега Лука Суша носеше брада и денеска носи, мислејќи дека е свештеникот, рече: "Што барате толку рано, покојниот не е донесен." И веќе знаевме каде одиме и кога отидовме таму, имаше 10 селани, тие што бе престаратите, и ние им помогнавме. Дори бевме тука и кога се покојникот беше погребан,
и се напивме и чашка раки за душа. Кажнаме, ова ќе го малце лепче за душа и така. Зоране, бидејќи на линк го имаме колегата Чаловски, кој што има свој гостин со кој ќе поразговара за една тема која што деновива некако е малку потисната заради сите овие настани што ни се случуваат. Предлагам да го продолжиме разговорот од кога колегата Чаловски ќе го заврши својот разговор. Чаловски, се слушаме и каде се наоѓате? Така, Ордановски, ние сме некаде во непосредна близина на делот познат како местото каде што е јавна соба или во близина на државната болница. После сите оние реакции на социјалните мрежи, реакции за време на разговорите помеѓу пријателите, знам дека се случува тоа, имам и јас пријатели кои што зборуваат за тоа дека после договорот со Грција, дека можеби нешто ќе се менува во историјата на Македонија, во учебниците. Па така за таа намена го имаме предводникот на македонскиот дел од таа интердисциплинарна комисија помеѓу Македонија и Грција, која што ќе треба да ги разгледува токму тие наводи, односно опишувањата во учебниците. Тоа е дипломатот, можам да кажам, Виктор Габер. Ви благодарам што сте дел од информативното издание на Студио 1. Мило ми е да поразговараме малку за оваа тема. Така, господине Габер, вие го водите тој македонски тим во таа комисија која што ќе треба да работи на ревизија, условно кажано, на учебниците и на историјата. Неодамна имаше средба помеѓу двете комисии. До кое ниво е стигната таа ревизија, односно на каков начин ќе се случува истата? Сега малку е јак зборот ревизија. Затоа реков условно кажано, да не ме свети. Ние ги разгледуваме учебниците по историја, географија, религија и слично, етика, каде што евентуално има наводи кои што во другата средина ќе создадат одредени проблеми, анимозитет, непријатни чувства према другата средина, односно учениците што ќе ги учат тие учебници, да се обидуваме да најдеме формулации кои што ќе бидат поволни за градење на здрави личности во нашето обкружување. Значи, ние нема да правиме ревизија на учебниците, туку ние ќе гледаме темите каде што едната страна или другата страна има замерки во смисла на преаки изрази, несоодветни со историските и научните согледувања за одреден историски период, за одредена личност во историјата. Значи, ние тука ќе застанеме и се концентрираме на тоа да во иднина не се создаваат кај новите генерации непријатни чувства или, да кажеме, анимозитет према другите околни земји. Добро, како ќе се најде, условно кажано, повторно ќе речем, НЗС, поготово во историјата, во историја која што помеѓу двата народи, нели, постои и различно толкување. Еве, вие со вашите колеги кога разговарате токму на тие заседавања на комисиите, како ќе се најде она што е всушност точно, бидејќи, нели, историјата, како велат, ја пишувале победниците, па може да се најде и различна верзија на историјата. Точно е дека постојат различни интерпретации на одредени историски настани, но ние не сме дошли до таа фаза со нашите колеги од грчката страна да ги отвориме сите прашања. Ние сега моментално имаме создадена на основа за да се третираат вакви прашања. На следниот состанок, кој се надеваме дека ќе се одржи од денеска за месец и 15 дена, ние ќе седнеме и конкретно ќе работиме одредени теми. Ние, значи, во овој момент не можеме да кажеме како ќе се однесуваат тие, односно не може да кажеме како ние ќе се однесуваме. Ние сега во овој момент ги проучуваме книгите кои што тие ни ги доставија и тие ги проучуваат книгите што ние им ги доставивме, за да на следната средба веќе да почнеме дел по дел одредени прашања заеднички да ги разгледуваме. Интенцијата е не да се создаде конфликт и да се повторно оди во формулации и изрази кои што не се соодветни на времето во кое живееме. Ако сакате баш сега може да дополнам, меѓу Македонија и Бугарија постои ваква комисија, меѓу Албанија и Грција постои ваква комисија. Тоа е со договорот за добро соседство. Да, ама ево меѓу Албанија и Грција постои. Сакам да кажам, веќе се менува состојбите во регионот. Она чувена балканизација на Европа не стана, туку сега ќе треба европеизација на Балканот да се направи, па ево еден мал сегмент, но доста значаен заради иднината на нашите нови генерации. Ако се направи една споредба помеѓу двата дела, односно она
она комисија која што треба да ги прегледува учениците помеѓу Македонија и Бугарија и Македонија и Грција. Има ли многу различна содржина која што ќе треба да се на некој начин препакува по тоа? Па не би можел да кажам. Видите, ако некој ја добро познава историјата, има преклопувања во сите земји во нашиот регион. Има преклопувања во врска со историски личности, има преклопување во врска со настани, восстанија, например, Балкански војни, Светска војна, една, втора, граѓански војни и слично. Значи, сигурно дека има работи кои што поинаку се интерпретирани, но ние ќе се потрудиме, а и мислам дека и Македонско-Бугарската комисија исто така работи на тоа, да ги согледа можностите за да не се третира нешто што би било негативно за идните генерации. Значи, темата е широка, тоа е точно. Ова е долга работа, мислам долгорочен ангажман на двете земји, на трите и четирите, ако сакате. Видовте дека во Солун имаше средба минатата недела. Оваа недела Бугарско-македонската комисија ќе заседава. Ја не знам до кај се стигнати, но знам дека они упорно работат баш во овој правец. Да се надмине она што представувало проблем во интерпретацијата на одредени историски настани и одредени личности во нив. Господин Габер, каде очекувате, како експерт можам да кажам, каде очекувате најмногу да има запирање во работата на комисијата, во делот со историјата, со географијата, со науките? Читам портали, слушам и телевизиски и други информации. Верувајте, мислам дека се претерува во смисла на тоа дека доаѓа нешто негативно. Дека нешто се уништува, а нешто некој добива, некој губи. Мислам, очекувам да ќе има разлики, а тоа е точно, во приодот кон оваа материја, филозофскиот приод кон оваа материја. Ево, можам слободно да кажам што представува нација, кога е формирана, како се развивала и како она придонела за формирање на држава. Значи, чувството, сознанието за нивото на свест кај масите да формира држава преку тоа што значи за нив нација. Има различен приод кон ова. И тоа може да има влијание во одредени делови во третманот на оваа материја. Верувајте, треба да седнеме, не сме седнали уште со грчката страна, за да можеме да бидеме многу конкретни и се разбира да бидеме позитивни, затоа што тоа е нашата цел. Како што потенцирате работата на оваа комисија, да ги смириме сите оние кои што мислат дека се менува историјата на државата, дека се работи за утврдување на фактите помеѓу двете држави. Да се утврдат фактите, каде што ние мораме да најдеме солуции. Стручни луѓе работат, тоа се 14 луѓе кои што се од различни области, од јазичари до историчари, до политиколози, археолози и така натаму, кои што треба да придонесат за да се надмине она што до сега се учело стриктно национално, ајде да не речем националистички. Така, ви благодарам што бевте дел од ова информативно излање. Фала ви многу. Јас мислам дека треба јавноста да биде објективно информирана за она што представува нашиот напор, бидејќи тој напор не е нешто да уништиме, туку е нешто да поправиме. Така. Сашо, ете, како што можевме да слушнеме од господинот Габер. Додека е господинот Габер тука, ако е се уште тука, кој е интензитетот, до кога ќе работи оваа комисија? Кога се очекуваат некакви резултати да се произведат? Така, кој е интензитетот, господине Габер, до кога се очекува да се работи со оваа комисија? Она што е подпишано во Преспа, тоа значи најмалку 2 пати треба годишно да се среќаваат комисиите, потоа тие да сочинат записници од секоја средба и да дадат препораки еднаш годишно како годишен извештај до високиот комитет кој што составен, високиот совет, извините, кој што составен од министри. Значи, она што стручно ќе се утврди на ова ниво, оди на верификација, преку препораките што ќе ги дадеме ние, на верификација во тој совет на министри. Така да, ја верувам дека првиот удар ќе биде за да се нешто постигне до година, а потоа мислам дека оваа работа ќе трае малце подолго, затоа што не е едноставно, тоа се илјадници формулации, тоа се илјадници
мислења во врска со одредени работи, но како што почна, ја се надевам дека така објективно ќе се пристапи и во позитивна атмосфера ќе дојдеме до резултат. Еве, во името на колегата Ордановски, јас ќе ви кажам благодарам на одговорот. Сашо, се надевам дека благодарам на немаш уште многу прашања во ова ринковско случување. Информации, навистина во право време една добра информација за оно што се случува и во таа област. Чаловски, благодарам, се гледаме назад во редакцијата. А ние продолжуваме со нашиот гостин Зоран Костевски. Зоран, значи, се работи за серија од документарци посветени на македонските села. Добро, кои се главните, да кажем, социјални мрежи што се останати во денеска во селата? Да речеме црквата, па и муслиманската, и христијанската, и православната, и муслиманската црква. Дали се тие, дали се активни џамиите во која состојба се, црквите во која состојба се? Значи вака едно. Основата на секој народ кој што живее, било христијанското, било со муслиманска вероисповест, е црквата и џамиите. Кај ние, за жал, во нашите села црквите се останати сами на себе си, како што и самите знаете, знаеме сите, дека се множна стари, градени се во 1345 година, да речеме. Некои од нив се со повеќе стотици години, но меѓутоа се останати сами на себе си, никој не ги одржува, така речено. Музеите во Македонија, ама баш да речем, не се заинтересирани. Оние села кои што се тука, ова селани кои што живеат, немаат средства, немаат пари, ги одржуваат онака како што може, така речено, ќе бидат задоволни ако сменат, да речеме, некој герамида и така. Меѓутоа, сум патувал во сите села во Македонија и кај во нашите, моите соселани и со исламска вероисповест, како што е во Лабуништа, како што е во Зајас, како што се сите кичевски села, стручки села, или па во центар Жупа, во селото Броштица, имаше една црква која што беше, значи, останати само темелите, обрастени со коро, со трева. Луѓето од Броштица ја направија, ја зоографиса и ја осветија. Исто така бев пред неполна година во едно село Прилевско Лажани, каде што селото брои некаде околу 3000 жители. Големо село. Големо село, кој што има околу 200 жители македонци и другото се бошнаци, албанци, турци, македонци со исламска религија. И луѓе, интересно, на таа слава на Свети Талалеј, паѓа секоја година на 2 јуни, никој не работеше. Сите славеа. Сите беа наоро, меѓутоа и сум присуствувал и на празниците за Бајрам, Курбан Бајрам, сите слават, и македонци, и албанци, и турци. Така е. Баклавите се убави за сите тоа. Точно така. Дома виткади. Да. Има ли попови и оџи доволно? Во овие села кај што живеат македонци и босанци, роми, албанци, турци, таму оџите се присутни, што се вика. Меѓутоа во нашите села поповите ги нема, за жал ги нема. Ја едномал се бидал една критика до нашава црква, пошто бовали че го малку поповите пребираат. Каде ќе одат, што ќе одат? Пошто вика, чек, меѓуто ми е празно, меѓутоа еве да речеме во Битолската епархија и во Прилевската епархија, таму има 45 села, има 4 попа, едниот живее во Тополчани, другиот живее во Битолиште, третиот живее во Демихисар. И замислете, кој ќе дојде време за крштевка, или не дај Боже, кој ќе дојде време за погреб, ја мене ми се има случајно. Да, таа случка е многу занimљива. Да, мене ми се има случајно. Ја присуствував во на погреб на еден близок роднина и попо беше тука. Некаде околу 14 часот беше погребот, а во соседното село Строја имаше починато и требаше да оди попот таму, да. И човекот, алал му вера што вика старите, се снајде со врвен телефон, завате на телефонот, им се јави на луѓето што требаше да го погребаат човекот и рече, уклучи го, слушај, ја ќе пеам. Звучикот уклучи го. Да, уклучи го, нека слушаат сите и лесна му земја. Ете, и тоа се случува. Како е активна државата, Зоран, бидејќи имаш сепак долги години си по овие гудури и како да кажем? Трагично и жално ќе речем дека активноста е ношта слава.
особено во овие рурални предели во Македонија. За тоа говориме, значи. Многу малку. Во нашите села, значи, нема инфраструктура, основни услови за живење. Нашите села живеат од 19. век. Кај за жал ги нема старите занајат и посебно оној стар занајат, по народски кажано тенекиџијата, односно лимарот, каде што и нема и лимено корито човек да се избања. Ќе дадам една мала илустрација, се она што ќе се направи и изгледа е убаво, е добро. Меѓутоа, ете би зел еден пример, Скопје 2014. Направени се, потрошени се пари, не знам колку, меѓутоа како што слушам околу 700 милиони евра. Тие пари да беа вложени, ќе беа во селата? Во селата. Па според моја проценка некаде половината ќе беа за живеење, ќе наликуваа. Знам, Зоран, ама во селата нема доволно гласачи за да тие пари бидат вложени. Потполно се согласувам. Меѓутоа ќе ви кажам една друга работа. Кога има избори, трчаат и тројча оварчи да гласаат, дури и не ги прашуваат. Ќе дојдат, ќе заведат и ќе заминат. Колку затворени куќи има во Македонија по селата? Според моја евиденција во Македонија има некаде околу 450.000 куќи од камен, со зидани направени, чардакли, со она стара македонска селска архитектура. Жално е што се празни, но меѓутоа па едно би рекол каменот што се зидани се уште трае, дождот, мразот, снегот и ветрот и маглата не може да ги рушат. Ама млади нема. За жал млади нема ни свадби, нема и кршети. Добро, сега, за жал, луѓето сакаат да одат таму каде што подобро се живее. Тоа е веројатно некаква природна, да кажем, траекторија на движење. Ја би рекол вака дека она постојана миграција, било дневна, било затрајање за минување, со векови. Така. Со векови. Македонија е традиционална дури печалбарска земја, од памтивека заминувале за подобар живот. За жал пред 40 години ода на печалба и да се вратат, денеска и не се враќаат, си ги земаат своите семејства, без разлика на кое е село, дали е село како што се да речиме, ајде од Охридско, од Гостиварско, од Тетовско, од Струмичко, фамилиите се изгименуваат. Иако да речеме во Источна Македонија исто, јас знам во селата на моите родители, тоа е масовно заминато за Италија, за Ломбардија, за горе. Меѓутоа едно би рекол дека овие документарци кои што ги правам има и своја тежина, има своја историја. Користам покрај оние материјални артефакти, значи археолошки локалитети, имам и пишен документи. Еден од главните извори кои што ги користам е доктор Јован Трифуновски, кој што е роден во селото Вруток. Татко му живеел, и тој живееше до 1979 година, за жал почина, во Белград. Има материјал собрано за 5000 села во регионот Македонија, во Република Македонија, во Пиринска Македонија и Егејска, и голем дел од тој материјал, посебно за автоматското владење на овие простори, ги користам и ги фактографирам во тие документарни записи. Што ќе биде судбината на тие документарци, да завршиме со тоа? Каде ќе заврши сето тоа? Сега ги прикажуваш нека по некои помали телевизии и така натаму, но на крајот каде ќе заврши? Значи вака едно, јас моментално благодарен сум што ги имитувам на сателитскиот телевизиски канал ТВ на Австралија и на 8 регионални телевизии во Македонија. Таму се веројатно и прилично гледани, ако да ви кажам реално, дури кога дома ќе ми се јават, и разговорите ни траат и по 15-20 минути, би велат не се плаши, така речено, нема џоба да платиш, ние го паќаме разговор. Судбината на овие документарци, за жал, не само на овие документарци, туку и на целиот суров материјал што го имам. Имам и ВХС, имам и бета, имам значи тоа се треба да се дигитализира, да се чува. Ја неколку пати кога сум се сретнал со луѓе кои што се занимаваат со ова проблематика, сум им понудил, да речеме на Академијата на Ману, да да ги земат, да им ги предадам бесплатно, но да би да речеме една сатисфакција дека тоа јас сум ги направил. Едно пусулче дека што викаме ние по-народски, така да. Зоран Костевски, јас ти ви благодарам за гостувањето во Еден ТВ. Проектот е многу интересен, кој знае што ќе биде судбината македонските села, малку е тоа една природна приказна на успехот на некаква европеизација на земјава, сите сакаат да живеат во подобри услови, а во нашите села добри услови нема. Ви благодарам и уште една порака до сите мои соселани во Македонија, каде да се наоѓаат тие,
вратете се, дојдете во вашите родни места, дојдете во вашите огништа, расплантете го огнот, затоа што убаво родно место од својот роден крај, каде што се родени вашите дедовци, баби, вашите родители, нема никаде побаво. Па може би тој расплантен оган ќе привлече малку и селски туризам, па може би така и ќе заживеат некои. Да се надаваме. Благодарам уште еднаш. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме со следната содржина која што е, се разбира, од информативен карактер, бидејќи следуваат вестите во 16 часот. Колегата Александар Петрески е веќе на својата позиција. Останете со нас да ги чуете најновите информации од дескот на 1 ТВ.